Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Епидемијата на непотизам, наместо да се искорени како што вети Зоран Заев пред околу една година, таа се уште се шири и тоа повторно со се позасилено темпо. Очигледен е личниот интерес кај функционерите од СДСМ свесни дека ги чека пораз, побрзаа повторно да си ги довработат и доунапредат сите оние роднини кои што им останаа незгрижени со претходниот бран на непотизам. Штип, како еден од главните примери за повторна зараза од епидемијата на непотизам, е еден од водечките градови кои ги згрижува функционерите и роднините на функционерите на СДСМ. Денеска, за пример, ќе го земеме Јане Миланов, кој инаку е претседател на Советот на општина Штип. Денеска, општината не е посветена на работа и тоа сите го гледаме. Но дека Јане се посветил да си го згрижи целото семејство, тоа денес имаат можност да го чујат сите граѓани. Сопругата на Јане Миланов, претседателот на Советот на општина Штип, станала главна сестра на физикална терапија во Штип. Ќерката на Јане Миланов, според нашите информации, вклучувајќи го влијанието на каналите на Јане Миланов и градоначалникот Бочварски, станува главна во општинската организација на Црвен крст. Внукот од сестра на Јане Миланов е вработен во јавното предпријатие ИСАР, кое што е под директна надлежност на општината и Советот, каде што Јане Миланов е претседател. Внукот од другата сестра на Јане Миланов, господинот Читкушев, кој имаше приватна и сопствена ординација, поново е вработен во клиничката болница во Штип. Најверојатно кај Јане Миланов уште домашните миленичиња останале незгрижени, најверојатно ќе ги згрижи идниот период. Втор пример. Поранешниот пратеник од СДСМ, Ален Ѓорѓиев, сегашен директор на клиничката болница во Штип, каде што згрижува голем дел од роднините на другите функционери во Штип, за возврат него му ги вработиле жената во средното училиште Јане Сандански во Штип и неговата сестра во основното училиште Тошо Арсов. Почитувани, трет пример. Сопругот на директорката од УЈП Штип, Ана Јаковчевска-Андонова, е вработена во јавното предпријатие Стипијан. Очигледно, СДСМ се подготвува за паѓање од власт. Непотизмот е појава која што тешко се искоренува во СДСМ. Затоа јавно апелираме како ВМРО ДПМН, антикорупцијската комисија да ги следи овие наши излагања, каде што објавуваме нови случаеви на непотизам и да преземе соодветни мерки, да ги истражи и доколку се докаже дека навистина има влијание и непотизам од функционерите на СДСМ, да преземе соодветни мерки. За среќа на сите граѓани, сето ова ќе заврши на 12 април и конечно ќе отпочне обновата на Македонија, која што ја руинираше владата на СДСМ. Благодарам.